Програми наменети за целата публика. Овој пат стартот го правиме со посета на нашите пријатели од Толту, па да си го земеме нашиот Волекс и да си го обезбедиме превозот за овој ден. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Сандра е воспитувачка во една градинка и сама се пријави за учество во нашата емисија. Многу ни е драго затоа што ќе се дружиме денеска со низа и сега ја чекаме пред вратата, пред излезот на градинката да се појави. Сандра е воспитувачка во една од градските градинки, па ова утро ја побаравме токму на нејзиното работно место. Иако е тешко да се одели од малите ангели, се надеваме дека ќе бидеме достојна замена за паметење. Најладниот ден ми се чини неделова, малку ќе го згрееме со шеткање низ градот и ќе подвоиме од џагорот на дечињата. Тоа тажно е вака или убаво? Па добро, сега малку викендашки, онака питочки денеска, меѓутоа ајде ќе се потрудиме малце да се релаксираме. И ете така, откако ја пронајдовме Сандра, екипата на Комплетна Нова си доби нова задача, комплетна трансформација на оваа девојка. Бидејќи и сама ја посакуваше, се надеваме дека ќе ужива во истата. Нашата денешна мисија, голема трансформација на Сандра, ја започнуваме со остварување на првата задача. Првата дестинација секако со поддршка на нашите пријатели од такси компанијата Глобал. Сандра, ти работиш со малечки дечиња? Да. Дали тоа изискува одреден стил на облекување? Да, значи во самата градинка, во самата институција, значи каде што сме вработени, таму значи си имаме своји униформи, така што значи до градинка се соблакаме, значи кој како сака да речеме. Сандра е модерна девојка која ги следи модните трендови, но нејзината професија како воспитувачка и налага дрес-код. Во оваа градинка се почитуваат униформите, а дотаму слобода на избор. Како што приведе на нас учителката, значи мораме да запазуваме пред се и на тоа што е најбитно, бидејќи сме точно и со малечки дечиња и тоа е. Меѓутоа добро е дека не мора да менувате ништо од вашиот личен стил. Не. Како сакате вие да се. Така. Како се доживувате? И каков е вашиот стил? Па мојот стил пред се запазувам значи на модните трендови. Сакам значи да сум секогаш значи во очекот, значи со модните трендови. Се трудам, значи посветувам внимание на козметичкиот значи дел на облеката, значи на обувките, на стајлингот и Како девојка која внимава на целокупниот стајлинг, Сандра вели дека голем фетиш и се чевлите, ташните и добриот парфем, а на која жена па и не и се. Јас сум најголем онака љубител на чевли, значи на чевли, тоа ми е слава точка, да, на висока подпидица, на чевли, на добра ташна, значи и на добар парфем. Тие три работи онака најмногу ги сакам од себе. Најмногу се радувате. Да. Добро. И предпоставувам тоа значи дека не се водите по правилото, да биде удобно. Не, тоа само кога може да си иде вака на работа во овие зимски денови, кога е претежно ладно и кога е никогаш нели недела, кога го посветуваме денот, значи спортски, тренерки, значи тоа само недела може и претежно некогаш кога сум по дома да кажеме. Инаку значи се запазвам на стилот на облекување и додека значи Удобноста е за дома, кога сме во тренерки, но во поинакви ситуации треба да сме модерни, вели Сандра.
Но има денови како денешниот, кои не ни дозволуваат. Ладното време и наложи на Сандра топла и релаксирана комбинација за денес. Да кажам, денеска онака гледав најрелаксирачки да се облечам и нешто потопло. Релаксирана и потопла варијанта. Така, затоа што температурите се многу ниски и не дозволува нешто поприкладно онака за да се облечеме. Меѓутоа, тоа е тоа. Океј. Што имаме да кажеме за косата? Видам дека ви е боена. Да, боена ми е, значи, меѓутоа сега ми е претежно веќе косава за фарбање. Јас имав доста време, значи, црна коса, долго време, и се обидував, значи, да ја добијам оваа плава варијанта, меѓутоа многу тешко ми иде. Избегавам обично само на коренот повеќе ставам, затоа што знаете плава како плава, треба повеќе нега и никако не можам да си ја добијам онаа должина што ја сакам како што ја имав кога беше со црната коса, значи до Ама не се откажувате. Не се откажувам. И би сакала да имам некоја промена, значи каде што ќе може ете така да речеме дека ќе бидам плава, значи она плава у вистинска да, у вистинска смисла на зборот. Кога сме кај темната коса, Сандра вели дека постојано се труди да ја добие посекуваната плава бојана коса. Но секој пат е безуспешно. Но девојко, не грижи се за тоа. Тука е нашиот супер стилист Толе. А за кратење на косата имаме уште една девојка која се плаши од ножичките. Се друго можам да правам со косата, ама кратењето ми е најслаба точка. Добро. Ништо неочекувано, ништо со кое што не можеме. Оваа девојка постојано се шминка, но секогаш ја избира ненаметливата шминка, освен за посебни прилики, кога ѝ е дозволена малку појака шминка. Дозволувам секаква промена, значи сакам промени водна, значи на шминката. Тука мислам секојдневната шминка, значи пазам. Секојдневната шминка? Да, мислам секој ден претежно кога одам на работа, значи запазувам да ставам значи понежна шминка, а исто така и таа шминка значи што ја преминувам преку ден, исто и навечер, значи не сакам многу да речеме да е тешка шминка, да е ептен, сега да кажеме за некоја пригода, така да речеме шминка што треба да трае повеќе време, иначе сакам полесна шминка, посекојдневна, значи што те прави и што ги стакнува само да, точно. Треба да биде така. Океј. Добре, си имаме професионален во тој сектор, нема проблем, ако сакам јас сум за промени, зашто да не? Мислам, не сум скептик околу тоа. Ќе видиме прво како ќе биде изборот на приликата. И на крајот од овој ден, од шествијата, ќе одиме на сликањите. А за фотосесија Сандра едва е чека да дојде. Оваа девојка обожува да се слика, а фотосесијата е уште една неостварена желба. Сакам. Одредено време. Точно, да. Си правам порано, нели, како што беше. Беа албумите, а сега предежно, нели, значи... Пустам на албуми, ама на Фейсбук. Точно, сега е Фейсбукот, така да предежно, значи, кога ќе одидеме на некоја прослава или ќе речеме да се собереме друштва или онака, сакам, значи, да си се сликам и сум љубител по сликањето. Меѓутоа, би сакала, значи, да направам ете така да кажеме некоја фотосесија, значи, и тоа од професионалец, а не од самата себе или друштвото моја кога ќе се сликаме, нели, друга е со апарат, друга е со мобилен, а друга си е од професионалец. Што знае фокус дефокус и... Така е. Како и се слагам потполно со вас. Деталчи. И па добра, значи, ќе уживате во потполноство целиот ден. Јас сум препуштена, значи, денеска во ова дружење со вас и сакам да се поминам онака релаксирано, прекрасно и тоа е тоа. Јас сум многу среќна што се будиме во глобал линија наша баба Топличко и можеме да се правиме во момент. Ова многу различно ќе изгледаше овој момент да беше набор на времето, што ќе пробувавме да го скратиме колку повеќе можеме. Да, и тоа можеме да кажеме дека удобно се осеќам, бидејќи јас не се возам во такси, значи си имам сама свое возило, меѓутоа кога би се возела во такси и некогаш би се ослободила од моето возило, би се возила значи со Глобал, затоа што гледам дека прекрасно возење има. И така, наша прва дестинација, каде ќе одбереме соодветна гардероба за оваа девојка, е модното ателје Мокош. Тоа беше и првата наша дестинација во првата емисија, а таму веќе не очекуваше нашата стилист
стилистка Елена и познатата дизајнерка Катерина. Тие две одбраа неколку креации за нашата девојка од преубавиот и голем избор на дизајнерски парчиња. Сега ќе запознам, ова е нашата дизајнерка Катерина и таа ден со нас подготви неколку комбинации. Можеме да започнеме веднаш, како следуваш, така на брзина, бидејќи денес имаме дополнителна причина дека е ладно. Добра. Ајде. Значи првата комбинација би било ова. Добра. Не сме имале до сега вакви комбинации, нели? Не зимски, а така специфични сами по себе. Интересна комбинација. Одлично, не баш ми се добавим и тоа не е четири. Да. И сега имаме едно баретче за кој што не знаеме баш дали ќе стои во. Добра. Ето помогнеме прилика са вака или ова би било доле, да. Значи да не е уплотнена комбинација, добре е подходено во време. Чисто онака да... Добро, тоа е нашата... Првата креација е нешто што е доста погодно за ладните зимски денови. Кратко и топло фустанче, кое на Сандра одлично и прилегаше. Искрено ти кажам, повеќе ми се допаѓа бојата како ти стои, отколку како ти стои. Втората комбинација е комбинација од два дела, кошула и долга сукња, чија боја ја воодушеви Сандра, која убаво и прилегаше. Третата комбинација е исто во два дела, но овој пат во крем боја. Голем. Мислам дека ќе пропадам, да. Така што ќе се согласиш со мене, ако твојата желба беше за мастило бојата ситничка, мислам дека првата комбинација најубава. Јас сум Мастилото е направена, значи Катерина е тука. Тука доколку сакаш или било која боја може да ти направи. Сега за сега ќе ја земаме таа. Нема за фотосесијата и мислам дека ќе биде... Јас мислам дека првата комбинација е најдобра некако. Ми прилега на мене, иначе сите се убави на свој начин. Одлично, сега можеш да се пресоблечеш, бидејќи те чекаат неколку преручиња. Направивме вистински избор, јас мислам. Сега накратко би ја прашала нашата дизајнерка Катерина, од каде се работката со мокош? Работката со мокош започната тоеќе од 1 година. Така? Јас тоа живеев во еден мал град во Македонија и си кренирав, меѓутоа работев нешто друго и не мислев сериозно да се занимавам со оваа работа. Но поради првото ме настапување на модна редја тука во Скопје во бившиот кафич Аркадија, што беше, заедно со други македонски дизајнери и исто така после учествував на Скопје Fashion Week, кои тука моите работи се покажа успешно, купувачите ги сакат и така започна моја соработка. Значи јас уствари поради бутик Мокош станав. Катерина е дизајнерка која потрошувачите на модното ателје Мокоши обожаваат. Сандра доби прекрасен фустан, но тоа не беше се. Мокоши подари и хулакопки, а Катерина и капа по избор. Ние за Сандра имаме толкова еднакви копчини исто македонски припади, да има. Да бидеме целосни. Целосни, да. Обетливе исто. Значи овие се исторачни изработка од каде, мислам дека ти се допаѓа. Премногу, целата комбинација. Повели, тоа е за тебе. Благодарам. Што надвор е многу студено. Значи од нас имаш да, кисичката е па посебен дизајн на наша дизајнерка. Да. Значи тоа е исто. Дедам разум. Прекрасна е, да. Прекрасна. Ми кажеш која е твојата боја да те стоплеме надвор? Не знам колку си љубител на ваков накид. Да, многу Значи ова е хендмейд исто. Прекрасни се. Изгледа изненадувањата во Мокош немаат крај. Па следуваа уште поклони. Сандра доби накид рачна изработка од дизајнерката Елена Павловска, а следуваа по еден пар обетки за нашите дами Јана и Елена. Повеле. Прекрасно. Благодариме многу. Ви благодарам и вам и се надевам другата година пак ќе не посетите. Се разбира, Да, супер, одлично. Добро. Многу е на времето и на сите она што сте воспримиле за нас. Видиме ние понапред. Така. Ви благодарам. Ви благодарам. И така, преполни со подароци и големо благодарам заминуваме кон остварување на останатите задачи. И тоа секако со поддршка од такси компанијата Глобал, а и нашиот Волекс од Толту. Сандра веќе ужива во овој ден и промените. Таа во потполност ги препушти изборот на гардероба на Елена и Катерина и не зажали. Тоа е вистинската комбинација.
Одлична дизајнерка. Да, точно, значи комбинацијата беше стварно прекрасна. Со оглед се што, значи, и благодарам на Кати и на ателието Мокаш, значи беа стварно прекрасни моделите и се што пробавме, мислам дека да, задржливоста, немам коментар. Само нека многу поклони си собравме пред нова година. Да, одивме кај Столе и убаво вака што се разборувавте, затоа што од преска сватив дека има уствари малку трема во врска со косата, нели како секоја девојка. А сега, одиме кај нашиот стилист Толе, а имаме уште една девојка која се плаши од ножичките. Се надеваме дека нашиот стилист нема да биде лош. Everything is clear, all is pure and all is made of gold. Marry Me, le parfum d'une rencontre, de Lanvin. The world is beautiful. Па дојде време за промена од која Сандра најмногу се плаши. Промена на косата. Пристигнуваме во студио С, а таму топло добре дојде од нашиот стилист Толе. Здраво. Александра, мило ми е. Мило ми е. Добар ден. Плавушата? Плавушата. Па тоа сега не е баш плавуша, ама... Ќе направи. Или плава или црна. Ќе бираме. Откако се запозна, Јана и Елена му објаснија на Столе што е одбрано за аутфит, а Сандра си ја кажа својата желба, дека не сака големо кратење на косата. Но што ли мисли Столе? Па време е оваа девојка да седне на жешкото столче. Имаме интересно фустанче со интересна текстура, тоа значи дека не мора да има папагајлина косата. Фустанчето е сиво со кајсија боја. Так, супер. Меѓутоа многу богато, значи баш има текстура. Так. Значи крајниот ефект од прилика да биде значи не многу нешто свечено, туку да нешто полежено значи, јас мислам да ја пушта на косата долга и не знам. Само да се види како може да изгледа негувано плава коса. У мој фазон што би рекол јас, значи косата здрава, сјајна, негувана, убава боја. Поставаме во ваши раци, само без кратење.
Ке се договориме само да ги спратиме девојките да се одморат малку каде да се стоплат на ова топло време, а ние ќе се договориме како што ќе работиме. Може така? Ајде, доставам се. Ајде, чао. Поведете вие тука може да стигнете. Благодарам. Така. Ајде да видиме што имаме сега. Сега и таа е за фарбање, јас ја оставив, значи на вас, значи Така. ќе се ја фарбав сама, меѓутоа Некоја лешник боја. Значи не е нешто многу светла. Првојта са плави, малку оштетена, нормално плава коса. Така. Окей, ќе направиме некоја убава комбинација, имате убав тен. Кажав се дека сте избрале убава креација, значи за облека. Така да се надевам дека ги имате гледано моите емисии, така да вај да имам стигнато доверба за во контекст на работа, се надевам дека ќе бидете опуштени. Ќе направиме убава боја и на крај резултатот се надевам дека ќе ви се допадне во секој случај. ќе бидеме се плавиши, мислам. Па ќе видиме. Затоа ги вртиме кандидатките, значи на спредната страната, се видат после во ново руво. Да, јас да ви кажам искрено се обидувам толку време за да станам плавиш. Столе вели дека треба да направи промена, но што конкретно мисли? Ќе треба да почекаме и проследиме. Претходната боја и состојбата на косата на оваа девојка воопшто не му се допадна на нашиот стилист, па затоа тој најнапред реши да ја осветли со прамени, а како основа употреби неколку комбинации на плава боја од широката палета на бои од Alpha Park Milano. По процесот на осветлување, косата ја изми со шампон и маска Midolo di Bambo од линијата за нега на плава коса од Alpha Park Milano. Потоа Столе нанесе ампула Color Block третман за негување на боена коса, а веднаш потоа нанесе крема која е совршена подлога за локни и нега на косата. Нашиот стилист се одлучи дека за избраниот аутфит најсоодветно би прилегало фенирање со локни, со што доби убав волумен и убав стајлинг на целокупната промена кај Сандра. На крај Столе користеше шайн спреј и хер спреј од линијата на Alpha Park Milano, со што косата доби природен сјај и нормална средна цврстина. Добар ден. Како добар ден, бре, се згрзнавте. Студен ден, од сега така ќе се поздравувам. Студен ден. Има видено? Се уште не е очекување цело време. Ајде, да се видам. Јана и Владо пристигнаа во моментот кога Столе привршуваше со својата работа. Владо имаше честа да ја помогне на оваа девојка што побрзо да се погледне во огледалата, а веднаш потоа се воодушеви од својата нова фризура, а пак бојата на косата. Леле, колку е убава!
Сега, значи, не знам колку ти одговара тоа вака како имидж, ама стварно јас можам да заклучам дека си специјалиста. Јас сум тука Не, стварно. Додека ме расплача. Плаче слободно додека не сме почнали да се шминкаме. Бојата колку е убава. Прекрасна е. Нешто што беше невозможно за оваа девојка. Па да, се прелеваат две нијанси, значи имаме основа една малку понакрем и влечени прамени кои што се, да кажеме, побели, значи ефектот е пак плава. Па за да немаме еднолична боја, за да биде малку биде нормално. Да биде убава боја. Да. И за да оваа убава боја се одржуваш, морам да ти поклонам шампони и маска за екстремно сува коса, значи за плава коса, кое што се на база на бамбус. Текнува за бамбусот, нели, што прават. Астоле и Алфа Парф Милано и подарија шампон и маска за боена коса од бамбус за лесно одржување на оваа боја и во домашни услови. Благодарам, али бојата е... Еве, повели, може да се скратите овака, да се видите поклонот и Не може така да се гледа се уште и останува на тоа. Значи, ова ти е шампончето, Благодарам. ова ти е маската, повелете за... А на крајот следуваше и заслужената преградка за големо благодарам. Така, Столе уште еднаш успешно си ја заврши својата работа. По мој раце така да срадам дека... Па не шишавме многу, значи, за должина, туку работевме, значи, повеќе на боја и на нега на косата, така да тоа што требаше беше доволно за да има комплетно нова боја. Благодарам. Стварно многу убаво и си поминавме и се дружевме. Си беше прекрасна онака, добре сега што се тича до овој тема. Ама не сме уште готови, имате уште работа. Знам, меѓутоа со овој дел беше стварно прекрасно. Па окей, мило ми беше и на мене. И мене исто, се надевам пак ќе се видиме повторно. Чао! Не со вас нема. Оваа девојка изгледа имаше голема среќа и се исполнија големите желби. Правиме голема, долго посакувана трансформација. Доколку и вие посакувате ваков третман, не двоумете се да се пријавите за учество во комплетно нова, но само вие полнолетните. Стегајте ги палците, а потоа очекувајте не. Нема да се расторим? Сандра вели дека незиниот фетиш се чевлите, ташните и секако убавите парфеми. Па да и приредиме уште едно убаво изненадување. Да избереме парфем за незе. Овој пат се работи за парфемот Benetton Hot од линијата на брендот United Colors of Benetton. Добро познатиот италијански бренд кој се продава на секаде низ светов, United Colors of Benetton, во своите 120 продавници ги представува детските колекции, машката и женската гардероба, облека, асесорис, препознатливи по својот дизајн на разнобојност. Линиите вклучуваат исто така и патни торби, куфери, предмети за вашиот дом, постелнини и пешкини. Benetton е препознатлив бренд по своите рекламни фотографии, на кои се застапени покрај живописните и топли бои на производите од нивните колекции на вистина јасни пораки во светот. Овој пат, она што го подаруваме на новата учесничка во комплетно нова е женскиот Benetton Hot, представуван во пар секако со машкиот Benetton Gold, кои што се уште се препознатливи и барани на мирисниот пазар. Benetton Hot се отвара со ноти од лимон, бакремот, мандарината, во срцето со момината солза, водениот јасмин, ирис и кајсија, додека во долните ноти се милува балзамичната млечна сандаловина, кедерот, мовот, амберот, ванилата и мошусот. Benetton Hot е всушност продолжување на подчитта кон историјата на овој бренд и присуството во сегашноста, кои се секогаш инспирирано од легендарните бои и убоди кои ни ги остава Benetton како безвременски елемент од неговото ДНК. А сега, следната дестинација е една од парфимериите на Юник, а таму Владо и Арт Деко се погрижија Сандра да добие безпрекорна професионална шминка. Најнапред се започна со чистење на лицето, а потоа со нанесување на подлогите, и тоа подлога за пудра, а потоа и eyeshadow base, хидратантна подлога за сенка, која продолжува долготрајноста, интензитетот на бојата и сјајот на сенката, и истата ја прави водоотпорна. Потоа следуваше нанесување на коректорот во облик на крем, камуфлаж крем, со кој ги покри кожните несовршености.
Владо ја употреби долготрајната безмазна течна пудра Long Lasting Foundation Oil Free од големата палета на пудри на Art Deco, која совршено и одговара на кожата на Сандра, а при тоа му дава природен матиран ефект на нејзиното лице. Оваа пудра има лесна текстура со средна покривност, која не ги затвара порите и се задржува свежа долго по нејзиното нанесување. За да добие ефект на мека и кадифена кожа, Владо ја користеше транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder, која е наменета за сите типови на кожа. Владо избра да ја користи розевата и сивата боја за сенка, како и посветлите и потемните тонови. Сенките ги избра од големата палета на бои на сенки за очи на Art Deco. Очите ги истакна со водоотпорен молив за очи од палетата на Art Deco. Природниот дневен изглед на шминка го постигна со користење на маскарата All-in-One маскара, која дава волумен, ги витка трепките, ги прави поеластични и визуелно трепките изгледат подолги. Усните ги истакна со водоотпорен молив за уста и Long Lasting Lip Stylo, долготраен кармин со кремаста и лесна текстура. За бојата на кармин Владо ја одбра розевата боја од големата палета на Art Deco, која би се надополнила со комплетната шминка, како и со боите од комбинацијата на избраниот аутфит. И на самиот крај, и додаде природен изглед на лицето, со истакнување на образите, со руменило поточно со здравјенце од палетата на Art Deco. Владо си ја заврши својата работа, а Сандра е нестрплива да ја види промената. Огледалото е нашиот најискрен пријател, а во него Сандра го виде прекрасниот изглед, постигна со вештите раце на Владо и козметиката на Art Deco. Огледалце. Ето одговара на викање. Победиле. Вау. Пак вау. Ова е нешто као навежбано. Колку е добро, стварно прекрасно. Прекрасно. Оно ствари секогаш кога ќе се види во огледало така вика. Знаеш дека може нема врска. Нема врска со тоа вие што правите, тоа си се гледа себе. Не би рекла. Не. Да го прашаме огледалцето кој е најубав на светот. Ајде подарочиња. Значи, вака. А веднаш потоа следуваа подароците. Владо и Art Deco и подарија сет на декоративна козметика. Значи, прво беше така, последне вака. Art Deco, како и на секоја наша учесничка, да не кажем што како е болно. Читат, мисли, стопати, значи, кога ќе видам што одбрли, како јас да сум го бирал. Значи, моливче. Сјајче адекватно на моливчето, баш тие нејаци што сега ги користат, не знаеш како знаат тие и нормално, неизбежно куцано моливче. И еден коректор. Вако за околу ово и маскарата која што кажа се во едно. И должина, и густина, и се имаш во него. А Јана, парфем од линијата на Benetton, која воедно ги задоволи критериумите за добар парфем според оваа девојка. Мило ни е. Сега да преđеме на другиве, бидејќи ми кажа дека си любител на убави парфеми, ова е нешто од линијата на Benetton и сигурно ќе може да... Со чешмичка, видиш? Со чешмичка, да. Може да си го мислиш. Па да, ми кажеш дали е според твоите стандарди. Супер. Прекрасно мириса. Благодарам. Да. Благодарам Јана на изборот. Да. Па стане. И сега одиме да се представиш и да бидеш комплетна. Благодариме. Јана, ајде однеси ја и облака ја. Break it up, break it up, break it up.
Погледнете го ова, токму така. Ова може да го постигне само екипата на професионалци на Комплетно нова за само еден ден. Прекрасен изглед, а доколку посекувате и вие ваков изглед и трансформација од вашите соништа, пријавете се за учество во Комплетно нова или пак изненадете некого и пријавете. Ние сме спремни за нови трансформации, а вие? Време, овој прекрасен изглед и ова задоволство на Сандра да го споделиме со незините најблиски. Па одиме на представување. Овој пат идеално место за тоа е градското кафуле Студио 54, а таму веќе не очекуваат најдобрите другарки на Сандра, Ана и Васе. Едногласно. Уау! Прекрасен изглед. Сандра, приубава. Не бешма, но... Приубава. Благодариме. Браво. Промена, браво. Незините другарки изгледа знаат што е најдобро за Сандра и двете се сложија дека ова е прекрасна промена и дека е преубава со овој изглед, прекрасна креација, прекрасна шминка и фризура. А пак Ана смета дека сега е моментот со ваков изглед да си го најде својот животен сопатник. Познавајќи ја Сандра, дефинитивно Сандра овој пат Тоа дека сум јас. Значи, не се познаваме, јас мислам дека овој пат ќе си го најдеш кралот на твоето срце со овој стайлинг, со овој. Благодарам, иначе Ана е моја најдобра другарка од дете, значи од дете се дружиме Јана и Владо, а Васенце е мојата сназа брат, исто како сестра ми. А ти дадете на кивенце? Кивенцата се отвараат и вака се растегаат, значи може и двајца Карирани. и вака нешто да има се и сешто под кивен. Добро, сега видиш реклама правам на кивенцата. Зелено крупче имаме на емисијата. Добро, што може да се прави под кевето? Може да се чешаш, да Ова за Сандра е прекрасно искуство и преубаво помина ден, вели и самата. А ние се надеваме како што се надеваат и незините другарки дека со овој изглед ќе успее да го најде својот крал. Фотосесијата е момент кој Сандра одамна го посакувала, но сега со ваков изглед задоволството ќе биде уште поголемо. Нашата мисија со оваа девојка е успешно завршена. На сите останати им советуваме да ги следат своите желби доколку имаат ваква желба за промена на својот стайлинг, да не се двоумат и да се пријават за учество во Комплетно нова, но само вие полнолетните. Наредната недела следете го новогодишното издание, каде што ќе можете да видите како ние преку една цела година се забавувавме креирајќи нов изглед на нашите учеснички. Ви посакувам среќна нова 2013 година. Се гледаме наредната година повторно, заедно со мене и екипата на Комплетно нова. Ви благодарам што бевте со нас. Никој е нешто многу умен. Некој расте. Или расте, или затоа што имавме учителка во емисијата. Може би. Јас сакам да им се заблагодарам на Толту и на Такси Глобал, бидејќи на секоја дестинација стигнавме убаво стопло. Јас на Ардеко се заблагодарам и на Алфа Парф Милано, затоа што се генерални спонзори, тој Ардеко и Алфа Парф помагател. Главен. И Мукош. И Биг Мама, нели? Не нарани денеска во осуд. И па, тоа е од нас, ние одиме сега да се одмориме од ладниот ден и ќе се видиме следната недела. Чао.